Сара Поповска и Филип Арсовски се млад пар кои што имаат 25 години и оваа година за прв пат решија да бидат дел од Илинденскиот марш. На 25 јули тие тргна од Бигорскиот манастир, а на 31 јули со коњите стигнаа токму во Крушево. За тоа што ги натеран или да бидат дел од оваа конјаница и со што се сретна по патот, ова утро ќе да знаеме токму од нив. Дечки, јас пред се сакам да ви честитам за овој голем подвиг кој што го направивте, повеќе од, односно речиси 280 километри поминати на конј, на топло време, на плюс 40 степени Целзиусови. Што ве натера и кој беше мотивот да се пријавите и да бидете дел од Илинденскиот марш оваа година? Добро утро, Ивана, ти благодарам на поканата. Па вака, мотивот за да се пријавиме на ова, значи што од претходните години имавме желба за да учествуваме на овој Илинденски марш. Ние сме деца кои што потекнуваме од семејства каде што се негува традицијата и се сака татковината, па така и како, еве јас да кажам, како ќерка на бранител, уште од мала не имаат научено на такви вредности што треба да се сакаме татковината и барем они што го направиле тоа за нашата татковина, ние на некој начин да го продолжиме. И со голема чест и задоволство ми беше да се приклучиме на овој годинешниот Илинденски марш и таа беше причината најмногу за да продолжиме традицијата што веќе со години трае. Така, спласна ли емоциите, ги ажуриравте ли сите оние податоци кои што низ планината на конј ги се сретнавте со нив и какви беа импресиите ваши? Па искрено ти кажам, ќе треба вајда подолго време да ги собереме емоциите, да видиме што се доживеавме. Сега за краток период искрено се сеќаваме и на убавите и на неубавите работи, али се надам со текот на времето ќе сватиме што уствари значеше ова одење до Крушево со коњаницата. Искрено емоциите, импресиите се големи и искрено е една многу убава работа што би ја препорачал на секој млад човек што си ја сака татковината да ја направи, бидејќи е нешто што од градот луѓето што доаѓаат не може да го доживеат секој ден и е тотално различно искуство. Тргнавте од Бигорскиот манастир на 25 јули. Како идеше маршрутата, односно што се поминавте со конј во наредните 6 денови? Па вака, ние уствари сме од Битолската чета која се приклучува на Бигорската. Доаѓаме, тоест јававме преку конјичко-јавачкиот клуб од Битола Букефал и војвода ни беше Зоран Талевски Ченто. Потоа турата започнува од Бигорски манастир каде што на почетокот има богослужба која е за благословување на коњаницата и давање на заклетва како што правеле комитите во тоа време. И од таму се тргнува на патот за Крушево, се поминуваат доста места со една живописна гледка, се оди преку Јанче, Галичник, село Цер, Вранешница, се стигнува Кнежино, се прават дефиле низ неколку градови и едно убаво искуство кое се случува. Може да се заприметат многу работи кои не можеме да ги доживееме, односно тој начин на живот надвор од градот, традицијата како тогаш било. Исто би кажал дека зашто уствари се тргнува од Бигорски манастир кон Крушево е бидејќи во тогашно време 5 од срешовите топчиња кои се употребувале на Илинденското востание се направени во Бигорскиот манастир, од кои само 3 стигнале во Крушево, други 2 биле распоредени кроз Македонија и се оддава почит на тоа дело што го направиле монасите од Бигорски манастир за да се стигне во Крушево со срешови топчиња. Сара, што на вас ви остави најголем впечаток од тие 6 денови поминати на конј? Па вака, најголем впечаток ни остави различниот начин на живот, што тоа ние се тука го живееме и како е да се живее, како да се поминат низ планините, како е да се спие на отворено небо. Посетивме многу села со тоа што можеме да го споредиме животот каков е, како они живеат и како ние. Голем впечаток ми оставија луѓето кои што со многу малце, а се толку многу среќни. Исто би додал на тоа што го кажа Сара, може да се запримети тој различен начин на живот
живот, односно не само како живеат луѓето и дека со многу малце се многу среќни, туку и начинот на живот кој ние младите денеска не сме го осетиле. Нашите татковци и дедовци оделе во војска, па колку толку можеле да го осетат тој начин на живот, а ние не сме осетиле како е да се спие на планина под отворено небо, како е да се јаде храна која ти ја даваат од логистиката што ја носат со тебе, од манастирите, буквално не ти е обезбедена храна, нема мрежа, струја, нема вода, многу поразлично од тоа што тука би го имале све во градот и сите услови кои ние ги имаме. И ние знаеш како некако во градот што живееме луѓето, сите сме навикнати се што имаме ни е малку, а тие луѓе таму со многу малку живеат многу по-убав живот од нас. Да, што ви недостасуваше во тие 6 денови? Имаше ли нешто што најмногу ви недостасува? Па искрено не знам дали нешто недостасуваше, освен навиката, повеќе навиката да имаш мрежа, да си во контакт со најблиските цело време, да имаш телефон при себе, таму немаш затоа што си во планина, нема мрежа, ама тоа на некој начин беше и убаво бидејќи знаеш каков е животот и без телефон, дека и животот да немаш телефон пак ти можеш да функционираш буквално. Друго, цело време ние уствари размислувавме на работата. Тоа ни беше најголемиот предизвик, зашто оставаме 9 дена од работата и треба да отидеме некаде, ама кога ќе размислиш зашто си го направил тоа, на крајот па е убаво. Да, импресиите дефинитивно ќе се споделуваат уште многу години од она што го доживевте. Кој беше иницијаторот тебе, затоа што сте парнели, кој повеќе инициираше за да се биде дел и да се оди и да се учествува на Илинденскиот марш? Па вака иницијаторот можам да кажам дека бев јас, а Филип ме поддржа и прифати да идеме заедно на Илинденскиот марш и мислам дека не сгрешивме, беше едно прекрасно искуство и препорачувам на сите кои што имаат желба да го направат тоа, дека нема да сгрешат, дека се еден прекрасни 7 дена поминати на планина низ многу градови и села, што мислам дека вака нема да имаме прилика да ги посетиме, а на тој начин ги посетивме и ни остава, мислам дека за цел живот спомен. Да, верувам дека во голем дел од местата не сте ни поминале до сега и не сте биле дел од истите, но дали повторно би учествувале и би биле дел од Илинденскиот марш? Па искрено малце ни се поделени мислењата, тоа најверојатно и со текот на времето ќе размислиме што доживеавме и можеби би се пријавиле, мислам би отишле следната година пак да јавиме, ние имаме отворена понуда да јаваме и следната година, но ќе видиме искрено, а за тоа што рече дека да, некои од местата не сме ги виделе, баш додека јававме, зборувавме дека кога ние друг пат ќе имаме шанса да отидеме во село Цер, во село Вранешница, реално ако не те води патот натаму, нема како да поминеш, бидејќи се планински места и не знам, убаво искуство и да запознаеш Македонија повеќе од тоа што се некои места што се попознати. Сара? Јас, здравје Боже, дефинитивно би сакала повторно да идеме, па се надевам дека ќе ни се освари таа желба. Убаво е чувството, не знам, со тоа што идеме и која е целта, крајната цел и зашто ние тоа го правиме, ствара некое посебно чувство во нас кое што ни дава мотив за да ги издржиме тие денови на конј, бидејќи едноставно не е лесно. Треба да бидеш психички спремен за сето тоа што те чека. Е многу важно да не се откажуваш, бидејќи вака на слика може изгледа дека е лесно, но кога сме таму, кога сме таму не е толку лесно. Има многу препреки кои што се случуваат по пат, но треба да останеме при себе и да ги надминеме. Се надевам дека се ќе биде окей, дека следната година повторно ќе одиме. Се надевам и јас дека секако ќе успеете нели уште еднаш да го направите овој подвиг и понатаму нели да ви стане во традиција, но се рековте ли некогаш низ патот што ни требаше ова да застанеме тука, зошто се пријавивме? 100 пати, искрено, особено првите 2 дена од тргнувањето од Бигорски кон Галичник и кон Бистра планина горе каде што се спие, па и симнувањето од Бистра кон Кнежино, искрено тука е најтешката рута и најубавата искрено кој ги спориш со другите, но
тука ако не се откажеш, мислам дека до крај ќе го истераш лесно, бидејќи тука си викаш 100 пати, значи викаш што ми требаше, зашто се пријавив јас овде, зашто сум овдека дојден, бидејќи се јава на педали каде што се стварно недостапни и за луѓе и за коли, за ништо, буквално не може да се качи таму. По стрмни ридови се јава по карпи нагоре. Има моменти каде што дури треба да се симнеш од конј, бидејќи се толку тесни пачињата, не може конјот да пројде сам таму. И да, не е баш лесно убаво рече Сара, треба и физички, би им кажал на сите што сака да се пријават дека прво треба да се физички спремни, второ треба да се психички спремни, што е можда и поважно, бидејќи психата е таа која те турка надолу и си викаш дај да си отидам јас дома и да си легнам буквално. Имавте ли вие некаква физичка подготвеност, односно како се подготвувавте претходно пред да тргнете, односно пред да стигнете во Бигорски пред 25 јули, од кога се пријавивте, нели? Имавте ли некакви подготовки? Па вака, ние пред тргнување знаевме отприлика околу 10 дена, околу 2 недели, да кажам. И за тие 2 недели имавме толку многу работа што не стигнавме, претходно немавме јава на коње. Филип успеа да направи неколку индивидуални часови, мислам дека 3, но јас кој требаше да имам индивидуален час. Времето беше лошто и буквално отидов таму со никакво презнање, можеби нешто малку од Филип што ми пренеса, но чим јас без никакво знаење го поминав тоа, се мислам дека повеќето би можела, доколку стварно го сакаат тоа. Сега ќе кажам многу голема благодарност и до луѓето кои што беа со нас. Максимално, значи секој ден ни посветија толку многу внимание, никогаш не оставија сами. За било што да требаше, ни помага. Морам да ги поздравам, значи кајака Бугефал од Битола, значи прекрасни луѓе, прекрасни во секој поглед, професионални. Исто така и ќе го поздравам и Чечко Перо, сигурно ќе го гледава, кој што ниту еден ден не остави сами, ни помогна за се не спреми што не чека и во текот на јавањето ни даваше поддршка, мотивација, уште малку, и мислам дека и тоа е многу битно, опкружувањето кое што беше околу нас за да можеме успешно да стигнеме. Да, дечки, честитки уште еднаш, навистина е ова за поздрав. Верувам дека ќе се разобедите меѓу себе и дека наредната година повторно здравје Боже нели ќе бидете дел од Илинденскиот марш. Вие сте еден пример за сите млади како треба да се сака, да се почитува и да се негува татковината, но и традицијата. Ви благодарам. Благодариме и ние. Фала многу на поканата, се гледаме во наредна прилика.